мощна, богата и војна историја на развојот на народно-ослободителна борба на македонскиот народ, а не само на македонскиот, туку и на југословенските народи, 50-та и 51-та дивизија завземат во секој поглед истакнато место. Во својот борбен и револуционарен од овие народно-ослободителни дивизии помина тежок и славен пат, пат на славата, пат на револуционарната борба и на чесен придонес на револуцијата. Тоа беа дивизии кадровски пополнети со прекалени борци од sastavот на 2, 3 и 4 македонска ударна бригада и на Гевгелијско-Струмичкиот партизански одред. Тие прекалени борци знаеа да пренесат на сите непоколебливост и храброст во извршување на борбените задачи и на тој начин 50-та и 51-та дивизија е забележена со златни букви на страниците на нашата народно-ослободителна борба. Мукотрпен, но успешен беше борбениот пат на овие наши прославени дивизии. Од борбите во Берово, преко Пехчево, Струмица, Делчево, Виница, Кочани, Радовиш, Валандово, Гевгелија, Дојран, Штип, Скопје, Тетово и учество во пробивот на Сремскиот фронт и ослободување на Винковци, Славонска Пожега, Нашици и Загреб, како и многи други борби, говорат за величината и славата на дивизиите на Брегалничко-Струмичкиот корпус, чии бригади беа во sastavот на 15-тиот македонски корпус. Билансот на војните походи е 2500 загинати непријателски војници, 1800 заробени офицери, подофицери и војници и запленити 3700 пушки, 148 митралјези, 430 пушкомитралјези, 304 пиштоли, 2800 мини, 6000 меци и друга големи количества војна опрема и материјал. Дивизиите по својот состав и по борбениот пат што го мина беа дивизии на братството и единството во најдлабок смисол на тој збор. Во нивни редови беа срби, хрвати, словенци, албанци, турци, евреи, роми, власци, јуруци, руси и италјани. Нашите бригади се бореа во Србија, Хрватска и Славонија, исполнувајќи интернационалистичка должност со овие својства со кои се одликуваат двете народно-ослободителни дивизии, се гордеат сите незини борци, се гордее народот на нашиот регион, како единиците што ги продолжуваат традициите на бригадите на овие дивизии. Другарки и другари, на оваа наша голема прослава присуствува и стројот од 1140 невидливи борци, кои јуначки падна во борба за слобода и независност на нашата земја. Овој строј на незаборавени јунаци секогаш ќе биде присутен, бидејќи е составен од најдобрите и до крај верни синови и ќерки на нашите народи и народностите. Тие за придобивките на нашава револуција го дадо оно што е најдрагоцено, своите животи. Другари и другарки, 11. октомври 1941 година беше сигнал даден од прогресивните сили, од комунистите, дека македонскиот народ под раководството на Комунистичка партија на Југославија и другар Тито, заедно со сите народи и народности на Југославија, се крева на оружје за да ја продолжи борбата за своето ослободување. Достанието во Македонија почна во извонредно тешки услови,
Македонскиот народ од 1912 до 1941 година, речиси 3 децении, беше поделен и изложен на најсурова експлоатација. 3 децении народот беше систематски ограбуван, а прогресивните сили прогонувани, убивани, гонети надвор од Македонија. Во таквите услови македонскиот народ немаше што да загуби. Со оружјеното востание можеше само робовските синџири да ги загуби, да се ослободи. Во текот на 1941 и 1942 година, со оружните борби на партизанските одреди, со диверзантските акции и саботажи, со демонстрациите и протестите во училишта, пред комесарства, пред војните власти против мобилизацијата на македонци што ја тие вршеа, и низ редица форми на отпор се негираше окупаторската власт и во народ се развиваше свеста дека национална и социјална слобода може да се извојува единствено преку оружено востание. Овие 2 години за партијата како организатор на востанието беа најтешки. Требаше да се совлада перфидната пропаганда на окупаторите, а народот на дело да се увери во стратегиските концепции на Комунистичка партија на Југославија. Партизанските одреди низ големиот број оружени судори со окупаторската војска, полиција, жандармерија и воопшто со целиот окупаторски апарат дадоа големи жртви, претрпеа значајни удари, на сето тоа имаше тактички карактер. Народот не ја изгуби довербата во себе, во партијата, во победата. Отпорот против окупаторите се повеќе се засилуваше. Така со политичките и оружени борби во 1941-1942 година во Македонија е постигната полна политичка победа над окупаторите. Со овие успеси се создадоа услови за брзо развивање на оружното востание во наредните 1943 и 1944 година. Со одлуките на Авној во Јајце се поставија темелите на Југославија и се отвори процес за создавање ново равноправно општество, процес кој во својот развиток израсна во самоуправно социјалистичко општество. Одлуките на второто заседание на Авној во Јајце беа најсигурниот доказ дека братството и единството на народите ја доби и својата државотворна содржина. Тоа братство и единство на народите и народите на Југославија беше ретко значена стратегиска цел, но едновремено и услов за победа на востанието. Во 1943 година се создаваат големи слободни територии на кои целосно се развиваше народната власт. Едновремено во оваа година, заедно со создавањето на првите војни единици, се отвара нов процес за ширењето на востанието, се развиваа и војните оружени формации. Во текот на 1943 и 1944 година тој процес завршува. На еден мал простор, како што беше македонскиот, даде огромно напрегнување во борбите против окупаторите. Создаде армија која при ослободувањето на Македонија имаше 24 ударни бригади, 4 артилериски бригади, 1 конјичка, 1 моторизирана, 3 инженерски бригади и редица команди, штабове и единици. Беше создадена во вистинска смисла на зборот армија од 7 дивизии, групирани во 3 корпуса, од народот наречена Македонска војска, како составен дел на Народно-освободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Единиците на таа македонска војска од создавањето на првата војна единица со мали прекини се до ослободувањето на Македонија са во перманентна офанзива. Познати са нејзините најзначајни борби на Кленовец и Извор, ослободувањето на Кичево, редица борби за ширење и одбрана на слободна територија во Западна Македонија. По ово следат офанзивните борби во районот на Кожух, Тиквеш, Караджова,
а во аналите на неизината историја со црвени букви ќе бидат забележени февруарскиот поход, пролетната офанзива и завршните операции за конечно ослободување на Македонија. Офанзиви во кои силни удари издаде на петта бугарска армија. Едновремено нанесе големи загуби и на германската армиска група при неизиното истеглување од Грција преку Македонија. Тие долготрајни и силни борби во војните и партизански единици и многобројните други форми на отпорот против окупаторот овозможија во текот на самото востание на целата територија на денешна Социјалистичка република Македонија да се изгради нова народна револуционарна власт, а едновремено да се свика и одржи првото заседание на АСНОМ со кое македонскиот народ го заврши процесот на своето државно правно конституирање. АСНОМ значи врвно достигнување на долготрајните борби на македонскиот народ и народните реализација на идеалите за кои даде во своето историско минато драгоцени жртви. Немам намера да давам опис на развитокот на борбите во завршните операции со кои Македонија беше конечно ослободена. Тие се познати. Во оваа прилика сакам само да споменам неколку факти. Бугарските окупатори правеа посебни усилби да го попречат оружното востание во Источна Македонија. Меѓутоа, кога во 1944 година со февруарскиот поход и пролетната офанзива се создадоа услови за развиток на оружните борби, во еден сосема кус временски период на овој простор, од средината на јуни до средината на септември иста година, од еден партизански одред се создадоа две дивизии. Овој силен прилив на борци, како и топлиот и искрен прием на народ во февруарскиот поход и пролетната офанзива, како и фактот што окупаторот не најде соработници, укажуваат на готовноста на народ да се вклучи во оружните борби за своето ослободување. Само така може да се објаснат успешните победи во борбите на Лисец, Паруца, Готен и во редица други борби од борците токушто излезени од своите домови кои стапија во тешки борби без претходно борбено искуство. Во оваа прилика сосема накусо ќе се осврнам и на содејството на единиците на наследната војска и партизански одри на Југославија со единиците на Отечествено-фронтовска Бугарија. Разни бугарски историчари и некои одговорни раководители дејството на бугарските единици не само што го преувеличуваат, туку го прикажуваат како тие да ја ослободиле Југославија. Таквото прикажување продолжува и на филмовите со таква содржина им се доделуваат и високи награди. Ние секогаш сме го давале нужното признание колку што тие единици го заслужувале. Никогаш не било оспорувано дека кон правецот на Ниш дејствувала една бугарска армија, дека и во правецот на Куманово дејствуваше армијата на генерал Стојчев од 3 дивизии, како и тоа дека во Источна Македонија требаше да дејствува така наречената 4-та армија од 2 дивизии. Но дејството на бугарски дивизии треба реално да се прикажува. Во правецот на Ниш дејствуваа и 13 и 14 српски наноснителен корпус. Во правецот на Куманово дејствуваа бригадите на Кумановската дивизија и 2 косовски бригади. А во Источна Македонија дејствуваше Брегалничко-струмичкиот корпус со 2 дивизии. Секојаш е истакнувано дејството на бугарската армија, па дури и минималните дејства на 5-та бугарска армија која припаѓаше на 4-та дивизија. 5-та бугарска дивизија која припаѓаше на 4-та бугарска армија, која водеше известни борби на врвот Буковик, овде близу Пехчево, околу Делчево и Кочани. Меѓутоа, 4-та бугарска армија не покажа никаква желба за организирано содејство, нити готовност да води борби против германските војски. Во тоа дејствување имавме многу тешкоти. За нас и тогаш и денес јасно беше дека таквиот однос произлегуваше од фактот што промените во Отечествено-фронтовската армија беа незначителни. Стариот кадар од царската армија беше задржан.
a голем број од него беше чак и унапреден, како што беше случај со војниот злосторник Иван Маринов, кој од командант на 15 окупаторска дивизија беше назначен за главен командант на бугарската армија, или генерал Урумов од командант на вториот окупаторски корпус во Егејска Македонија, кој и по наредбата на новата отечествено-фронтовска влада да стапи во борба против германците, соработуваше со реакционерните сили во Грција, со Андон Чауш и редица други. Тој станува командант на 4-та армија. Од такав старешински кадар не можеше ништо друго да се очекува освен предавство на својот народ. Старата царска армија со минималните промени не можеше за еден месец да израсне во револуционерна армија. Меѓутоа, кога се разгледува заедничките операции, треба се земат реални релации. На страната на југословенските бригади и дивизии се вклучува дејството на целиот народ, не само во периодот на последната фаза на завршните операции, туку и дејствата од претходните 3 години, чиј резултат беше постојањето на огромна слободна територија по која се движеја и групираа и југословенските и бугарските дивизии. Не може да се мери дејството на отечествено-фронтовската бугарска армија од еден месец со 3 годишните борби на македонскиот и општо на југословенските народи. Но треба да се знае дека во тој период југословенските оружени сили и бездејството на бугарските отечествено-фронтовски дивизии веќе ја имаше извојувана слободата, победата. Проблем беше само денот кога дефинитивно ќе бидат истерани германските војски, бидејќи поради брзото напредување на Црвената армија на Источниот фронт, успесите на западните сојузници, успесите на востанието во Југославија и отпорот во редица окупирани земји, тие беа изброени деновите на екзистирањето на Хитлерова Германија. Хитлеровите армии на сите фронтови се повлекуваа. Дозволувањето на отечествено-фронтовските бугарски дивизии да земат известно учество во борбите на територијата на Југославија значи помош на бугарскиот народ. По 4 катастрофи како резултат на политиката на бугарската буржуазија и кобуршките цареви во борбите против германците кои се повлекуваа, бугарскиот народ требаше да забележи некаков успех и на тој начин да ја поврати довербата во самиот себе. Доверба која му беше нужна за да може да се ангажира за изградба на новото општество. Тоа беше помош што требаше да овозможи по победата над Хитлерова Германија бугарскиот народ да се спаси од обвинителниот стол на кој го довеле неговата буржуазија и неговите цареви. Другарки и другари, денес кога одбележуваме 30 години од ослободувањето на Македонија, нужно е веќе малку оддалечено од тие настани да видиме што значи 11 октомври 1941 година, денот на востанието на македонскиот народ. Што за македонскиот народ значи првото заседание на АСНОМ за натамошниот развиток на Македонија, што значи создавањето на армија. Сите тие извонредно значени настани се гордост на македонскиот народ и народите во Македонија. Тоа се настани што говорат за една долга, извонредно тешка борба, чиј крајен резултат е ослободувањето на македонскиот народ и народности. Тоа се настани преку кои се изврши конституирањето на македонската државност како услов за национално афирмирање, но и услов за равноправен статус во федерацијата, а тоа едновремено значи и прилог кон општата борба против агресорите, прилог во создавањето на нова денешна самоуправна социјалистичка Југославија. Но тоа едновремено значи и земање обврска и должност и одговорност да се зачува ова и оваква Југославија како што ја градат нејзините народи под раководството на Сојузот на комунистите, под раководството на другарот Тито.
Принципиалната политика на Югославия е во примена и при развиването на односе со соседните земји. Югославија настојува да се развиват добри соседски односи, но за тие односи нужно е и соседните земји да ги почитуваат денешните меѓународни норми. Развитокот на стопанската, научна и културна соработка главно со сите соседни на Југославија добро се развива. Нашите недоразбирања со некои од соседните во основа са биле поради односот на некои соседни државни раководства према нашите сонародници во состав на нивните држави. Таму каде што нашите сонародници ги имаат правата на соседните народи, нашите односи во секој поглед се добри. Ние не можеме да го прифатиме мешањето на некои личности од соседните држави да утврдуваат дали постои или не постои македонскиот народ. Меѓутоа, крајно е време да се свати дека речиси секоја држава денес во своите граници има национални малцинства, а не е проблемот во тоа, ниту може тој проблем да се реши со територијални претензии. Националните малцинства, како ги ние викаме народности, ако ги имаат правата како и другите народи, нема да бидат причина за недоразбирање, туку напротив, тие може да бидат убава врска за пошироко развиени односи, тие може да придонесат за проширување на културните богатства. Така гледаат југославенските народи на овој проблем и поради таквите гледања во Југославија на народностите, тоест националните малцинства, ги имаат сите права како и народите на Југославија. На крајот би сакал сосема накусо да се осврнам на една појава која денове го доби својот епилог во пресудата на групата што се обидела да создава некаква партија со основна цел разнорнување на нашиот самоуправен социјалистички општествено-политички систем. Не навлегувам во тоа кои сили ги инспирирале тие предавници на својот народ. Ние сме свесни дека во текот на востанието и револуцијата ги разбихме домашните реакционарни сили, кои действуваа со поддршка на окупаторите и некои други реакционарни сили. Но свесни сме дека останаа некои нивни бедни остатоци кои од време на време, кога југославенски народи ќе регистрираат некои посебни успеси, се обидуваат да дигнат глас за, ако може, во очите на меѓународната јавност, да ги намалат тие успеси. Тоест, такав е случајот во основа и со контрреволуционарните сили, кои под името на либерализам или оправдување на национализмот и слично се појавуваат кога самоуправувањето бележи најголеми успеси. Во оваа ситуација, кога сите партиски конгреси минеа во знакот на полно единство на нашите народи и народи, кога насекаде се гледа целосното ангажирање на народ да се реализират одлуките на конгресите, се јавува таа група со желба да фрли сенка врз тие успеси. Меѓутоа, единството на нашите народи и народности, организирани и раководени од партијата, е гаранција за смело извршување на конгресните решенија, но едновремено организирани врз новите стратегски концепции на партијата за општенародна одбрана, нашите народи и народности се готови да го чуват оно што низ тешката револуција го извојува. Нека е вечна слободата на нашите народи. Нека живее и цути Југославија, а со неа и Социјалистичка република Македонија. Нека живее нашиот мил и драг предводник во успеси другарот Тито и нека и натаму не предводи во нови успеси во нашиот развиток.